Ѓорѓе, мислам дека погрешно разбра. Каан се обидуваше да ме утеши бидејќи плачев. Плачев пред малку. Не се заморувај напразно, видов што требаше да видам. Ѓорѓе, те молам послушај ме. Каан, те молам оди по неа, оди стигни ја. Ама нема никаква ситуација за да одам по неа. Каан, те молам оди стигни ја, ајде. Оф, леле. Ѓулен? Што се случува? Добро ли си? Ѓорѓе, добро, што е жити Господ? Почекај малку. Што ми е мене? Ти си тој што го смени однесувањето неколку дена пред свршувачката. Ако сакаш ти објасни ми што се случи. Види, девојката плачеше. Јас се обидов да дознам зошто плаче, тоа е се, навистина. Така ли требаше да ја оставам? Таа е твоја сестра. Ете и јас заради тоа сум толку изнервирана. Добро, Каан, сега навистина не сакам да се расправам. Прво размисли како човек, потоа дојди. Инаку заборави на свршувачката. А зашто да ја вознемирува тоа што ќе работиш тука? Не знам. Ама не ќе можам да работам овде. Ајде, почекај ќе видиме, уште не сме ни почнале со работа. Како тоа ќе си одиш уште првиот ден? Каан? Каан? Ѓулен, те молам не оди никаде. Јас веднаш ќе дојдам, ќе средиме работава. Во ред? Во ред. Оди ти види се со Каан. Што се случи? Што рече Што има Ѓорѓе? да каже? Девојката плачеше и без да разбере што е, дојде, се развика и си замина. Добро, ајде, остави го тоа. Ќе зборуваме подосна. Ѓулен што рече? Ти кажа ли барем што се случило? Додека не чекаше нас се расправале со суде. Со суде ли? Што ли кажала суде за да ја растажи? Не ми кажа точно зашто се карале, ама суде и рекла дека нема да работи овде. Дека ќе ги искористува семејните врски. Ова не е клуб на жени, ова е фирма. А со фирмата ние раководиме. Не сме принудени да ги убедуваме суди и Ѓоркем за нашите одлуки. Што се замислуваат тие, бе? Што сака ти од девојката? Да се разбереме? Не баре можеме да сватиме што мислат жените. Ама Ѓулен е натажена, не сака да работи овде. Нека не се глупира. Ќе зборувам јас, не може да остави работата. Ѓулен? И каде е сега? Не знам, ќе чекаше тука. Господја Хуља, ја видовте ли господица Ѓулен каде е? Си замина. Не одговара на телефон. Како замина без да каже нешто? Во ред, Каан, исклучи го тој телефон. Да ја оставиме девојката малку да се смири. Малку ли нешто и се случија денес? Хајде одиме. Инген, нели е нелогично да плаќаме наемнина за 2 стана? Нашите приходи не се големи. Треба да ја забрзаме оваа работа. Зошто не ми одговориш? Да не се премисли. Не. Можно ли е такво нешто? Секако дека не се премислив, но сега во ваква ситуација, ете ја знаеш состојбата. Секако не мислам да си го поминам животот чекајќи Ѓулен да ни прости. Мила, само да ја дадеме малку време. Би сакала да имам толку долго време, но и мене годините ми одат. И јас сакам да имам дете со тебе. Ѓулен е паметна девојка. Ке видиш, на овој или на оној начин ќе се средат работите. Сепак, ти си и татко. Колку долго може да се лути? Мислам дека напразно ја одложуваме работата. И ти имаш право. Но, сепак, без да се среди ова работа, не ми се зборува за денот на свадбата.
Барам од тебе уште малку да се стрпиш. 2 години поминаа. Постојано го кажуваш ова. Кажи, уште колку трпение бараш од мене? Дали ова има крај? Навистина ме интересира. Фиген, те молам, седни да разговараме. Мислам дека е потребно и двајцата да размислиме. Добро утро. Добро утро, Нихан. Дома Енген? Дома е. Пријатно. Пријатно. Нихан? Може да влезам? Секако. Дојди седни. Седни. Не ти благодарам. Нема многу да останам. Донесов покана за сошувачката на Ѓоркем. Значи се одреди датумот. Да, Ѓулен како е? добре. Денеска имаш еден разговор за работа. Разговор за работа? Не издржа ни 2 дена да седи без работа. Нешто во врска со ветерина, ли? За жал не. Рече привремено ќе работам што и да најдам. Запна да работи, па тоа ти е. Запнува, таа не може без работа. Рече нешто во врска со мене? Не зборува многу, Енген. А и јас не навалувам. Кога ќе дојдеш на свршвачката, ќе разговарате. Мислам дека до тогаш малку ќе се смири, нели? Се надевам. Се надевам дека ќе се смири барем да ме сослуша. Ѓоркем, се обидував ова да ти го кажам. Ти кажав. Ти реков да не ме лажат моите предчувства. А и од каде да знам? Ете сгрешив уште од почетокот што не те послушав. Успеала со ветеринарска диплома да се пикне во нашата фирма. Е, браво, Бога ми, што можам друго да кажам? А колку убедливо зборуваше. Јас ги обвинувам и овие нашиве. Не се вчерашни деца па да не можат да го забележат тоа. Зошто се уште и попуштаат? Ама немој душо. Машките се такви, можат ли да одат понапред од 10 година? Лесно е на Ѓулен да лаже такви дечиња. За тоа не знам, ама јас му кажав на Кан што имам да кажам. Да се однесува како што треба, инаку нема свршувачка. И, што рече тој? Пред да кажам нешто се качи во колата и замина. Сигурно немаше да трчам по неа, самата си знае. Што значи тоа самата си знае? Се носат поканите Каан. Добро, но јас воопшто не сум виновен. Што да правам? Требаше да ја молам иако не е во право. И што сега ќе се откаже ли свршувачката? Не знам. Како можеш да бидеш толку смирен? Што ќе им кажете на луѓето? Во моментов единствено знам дека нема да се извинувам. Затоа не ме прашувај мене за ова. Оди прашај Ѓоркем. За се требаше на време да мисли. Ако не се извини, нема свршувачка. Кога сум јас во право, не можам да направам чекор назад, нели? Во право си. Да бев на твое место и јас ќе го направев истото. Затоа нема што да ти кажам. Не можам да разберам како не го гледа мајка ти ова што го прави Ѓулен. Бидејќи мисли дека Ѓулен се уште има 6 години. И што ќе биде сега? Ќе продолжи ли да живее заедно со вас? Со баба ми ќе разговарам. Таа нека ја земе контролата. А тетка Леман ќе ја прати Ѓулен? Воопшто не грижи се. Таа секогаш го слуша мојот збор. И така не ја поднесува многу Ѓулен. А па кога ќе слушне за ова, никој не ќе може да ја запре. Ќе биде скромна свеченост меѓу семејствата. Чудно. Свеченоста нема ли да се одржи во Чириган Сарајот? Немој, Енгин. Мајка ми не е претенциозна. Никогаш не се обидовте да се разберете. Како и да е, веќе нема ни потреба да се разбираме. Каква е состојбата? Се согласуваат ли Ѓоркем и Ѓулен? Се обидуваат да се навикнат да живеат заедно. Сепак многу се различни. Не дека нема проблеми. Сепак сум сигурен дека Ѓулен е среќна што е заедно со Ѓоркем. Многу го сакаше тоа. Ќе разговара ли таа со мене?
Ѓуле не може да остане далеку од тебе, не грижи се. Со време се ќе се среди. Како и да е, јас сега мора да одам, Енгин. Дури и многу се задржав. Имам уште толку работи да завршам. Мора да завршам многу работи за кратко време. Ке се видиме. Аха. Тогаш заедно да излеземе. И јас имам работа. Ајде. Фала на Господ. Каде се задржате, бе, деца? Излезе една мала работа, Чичко Еркут, моравме да ја завршиме. Ајде, седнете тука. А каде е Ѓулен? Па треба и таа да присуствува на состанокот. Потребно е да се запишат некои забелешки. Кажи ти нека дојде. Таа ќе дојдеше, тато, ама денес ја ослободивме од работа. Ја ослободивте? Како тоа уште од првиот ден? Сигурно не мислите да ја дозволите да ја забошотува работата зашто ја познават? Не, Чичко Еркут. Скоро се досели во Истанбул. Нека не почнува веднаш да работи. Нека ги среди другите работи, па нека ја биде мир на главата, нели е така? Добро. Да го започнеме состанокот побрзо. И ние ќе бевме вакви. Зошто, Ѓорѓем? Зошто? Имам ли право? Живееме во исто мало. Плаќаме наемнина за 2 стана. Па не сме ние толку богати. Право кажуваш, Душа. Што вели тој? Што да рече? Трпение. Уште малку трпение. Ама доста е веќе, Севил. И јас сум човек. Не можам да се стрпам. Кој да беше ќе пукнеше досега. Имаш право. Ама пливаше и кај да е стигна до брегот. Сега ли ќе се откажеш? Почекај ќе видиш, за кратко време ќе се одврзе Енгин. Всушност тоа што го прави ќерка му е во твој прилог. Сега нема смелост да те изгуби и тебе. Не знам, се надевам имаш право. А што направи ти? Успеа ли да ги средиш дежурствата? Всушност, Здраво. добре дојде. Ќе влезам внатре. Кај дајте дојде докторот. Пријатно. Пријатно. Овие се за тебе. Благодарам. Имав една работа овде. Не сакам да поминам без да те видам. Кога ги видов и цвеќињата, се уште си ми лута? Тоа не е лутење, Енгин, знаеш. Знам. До денес ми даде многу подршка. Во најкратко време ќе ја средам ова работа, верувај ми. Да те земам по работа? Може. Сакаш ли да дојдеш дома со мене? Секако дека ќе дојдам. Сигурно нема по секоја караница да го напуштам домот. Ама и ти немој до толку да претеруваш. Фала му на Господ завршив со поканите. Вчера кога вака доцна се донесе одлука, не знаев што да правам побрго. Аман, да се заврши веќе оваа работа, па потоа ќе ни биде полесно. Додека ти не беше тука, се јави адвокатот господин Јунис. Нешто било итно да се видиме, па не повика. Што ли се случило? Не кажа ништо на телефон, но не ми личеше на нешто добро. Работите одат на полоша, мамо. За доброто на Ѓорѓем потребно е оваа свадба што побргу да ја направиме. Знаеш дека јас сум веќе во години. Јас доволно проживеав. Ама мојата принцеза е уште на почетокот на патот. Јас не сакам да живея во немаштија и затоа ние ќе мораме да побрзаме со свадбата. Не грижи се, мамо. Да ја направиме свршувачката, потоа нема да одошуваме со свадбата. Добро што и Сена го дели моето мислење. По ѓаволите! Зошто ми се случува вака?
Ти само продолжи да ја разгалуваш ќерка ти, мамо. Ѓорке, што се случува повторно со тебе, Керко? Принцеза моја, Што да биде, мамо? Заради Ѓулен се скаравме со Каан. како така се скаравте? Не сакам да се свршиме. За се си ти виновна, мамо. Ти даде повод, сега за мисија. Гордеј се со ќерка ти сега. Ѓоркем, каде? Кажи што се случува, Керко. Ѓоркем! Оваа девојка ќе ме умре, мамо. Што зборува вака? Чекај, ќе видиме. Сега ќе разбереме што е. Ти почекај тука. Јас ќе одам ќе разговарам. Сега сте нервозни и ќе се скарате. Леле, принцеза на баба, што ти е? Што ти се случи? Ајде, душо, убаво кажи ми се. И јас и мајка ти, ама ништо не разбравме. Ви кажав, бабо. Ѓулен за се е виновна, таа е причината. Ама што направила сега повторно? Отишла ги натерала да се сожалат на неа и да ја примат во фирмата на Каан. Се стреми кон високо. Прегрнати ги видов. Што? Да. Не Ѓулен плачела, не ова ја тешел. Не ова, не она. Лажга. Оваа девојка почна да претерува. Што ли се обидува да направи? И јас не разбирам, Леман Султано. Ми се прави ли ова мене? Како да се свршам со овој човек? Повеќе се интересира за Ѓулен. А и Ѓулен не знае да држи растојание. Многу сум несреќна. О, душо моја, не грижи се ти. Баба се ќе среди. Јас ти верувам, Керко. Немој толку да се обвинуваш. Зошто моите односи со сестра ми дојдаа до овде, мамо? Со време ќе се поправат, Керко. Ќе се навикнете една на друга. Види, многу години бевте разделени. И двете пораснавте сами. Лесно ли е сега веднаш да се навикнете? Разбери ја и неа. Но сето ова ќе помине, ќе видиш. Сакам да разговарам со неа во незината соба ли? Да, таму е. Но, ако сакаш, нека се смири, па потоа разговарај. Може? Почекај малку во ред, мила. Што значи тоа самата си знаеш, сине? Се слушаш ли ти што зборуваш, сине? Што сакаш да направам, мамо? Секако да си ја поправиш грешката. Направи што ќе направиш, ама среди го овај проблем. Не може ни да се спомне од кажување на свршувачката Каан. Ги раздадовме поканите, веќе знаеш. Мамо, ти велам јас ништо не сторив, разбери. Каква грешка, какво поправање? Душо, девојчето сакало малку да се гали, миличок. Што има во тоа? Што ќе биде ако ти се извиниш, а? Нема поради тоа да се повлечеме. Напразно ќе се посрамутиме, живи Бога. Престани, мамо. Ти реков не одам да се извинам. Ајде не се мешете, молам. Влези. Сакам да разговарам. Што сакаш? Сакам да се извинам за случувањето из утрината. Ѓоркем, тоа навистина беше моментално. Немаше ништо лошо како што мислиш. Би направила ли јас нешто намерно што ќе те растажи, а? Многу бев потресана, а Каан сакаше да ме утеши, тоа е се. Но штом се вознемири ти ветувам, нема да одам во фирмата. Добро, разбрав. Лека ноќ. Не, Сена, не. Не, душа ќе средат, не грижи се. Јас сум мирна. Се случуваат вакви недоразбирања меѓу младите. И мојава малку избрзано реагирала. Инаку не гледам ништо вредно за што би се расправале. Ама, душо, па јас мислам дека не треба да се преувеличува оваа работа. Јас не можам да ги сватам денешниве млади. Се поделија поканите, не да се откажа, туку не може ни да се одложи оваа свршувачка. Ке се посрамутиме многу, нели? Боред, Нихан, малку ми олесна со муабетот. Јас утре ќе наминам до кај вас. Во ред, душа, те чекам.
Немој веќе да си ја стегаш душата. Утре ќе се видиме. Ајде те поздравувам, мила. Лека ноќ. Лека ноќ и тебе. И што кажа господја Сена? И таа се испаничила. Секако дека ќе се испаничи, оваа работа е взаемна. Господја Сена многу сака да влезе во друштвото, ама никој не ги забележува, дури ги нарекуваат и отпосле видените. Ако не ја земе Ѓуркен за невеста, тогаш не може да влезат во високото друштво, а тоа не се купува со пари, нели? Претеруваш, мамо. Ако тоа беше единствена причина, нема ли друга девојка за нив? Има многу девојки, не? Откаде да се знае дека девојката што ќе најде Кан после оваа ќе биде од семејство со длабоки корени, Сена се труди да си го најде местото во класата, до која ќе се искачи после ова. И ти многу добро го знаеш се това, нели? Нели е така, а? Мамо, те молам. И да е така, нема потреба да го кажуваш тоа на висок глас, нели, мамо? Ама што има во тоа? Па ние си разговараме меѓу себете. Вина ли да се кажува вистината? Денеска ја видов Нихан кога излегував. Ти донесе вест од Ѓулен? Хајде. Ке правеле свеченост за свршувачката на Ѓоркен, донела покана. Така ли? Кога била? Овој викенд. Дома ќе прават? Да. Нема црн пипер. Одам да донесам. Зошто не ме покани мене? Најно да е госпоѓа Сена. Имаше некоја мака? Не ти се слуша гласот? Не, синоќ не испиев добро затоа. Види мамо, да не си болна нешто? Не, душо. Добра сум, ти не грижи се. Навистина. Се ближи свршувачката, не ќе можеш овој месец да спиеш. Ама нема зашто толку да размислуваш, мила. Ти прашај ме мене. Едноставно, ќе ставиме 2 бурми толку. Немој толку да се заморуваш. Кан, јас излегувам. И ти доврши го чајот, па дојди. Денеска додам порано. Вечер ќе се видиме, господја Сена. Довидување, душо. А Кан, денеска ќе одам кај Нихан. Ќе се обидам малку да ја смирам ситуацијата. И ти што поскоро прибери си гумот во главата. Како ќе биде вака? Како и да биде, мамо. Ова твое однесување воопшто не е правилно, сине. По секоја цена сакаш да не посрамотиш. Јас сум подготвена секаков исход. Добро ќе биде ти да бидеш подготвена. Ајде, татко ме чека. Добро утро, Ајшен. Добро утро, господица Ѓулен. Никој ли не стана? Никој. Здраво, може да се видиме со госпогица Ѓулен? Господица Ѓулен, вас ве викаат на врата. Мене? Кој ли може да биде? Здраво. Здраво, госпогица Ѓулен. Да? Ова е за вас, од Атала и мебел. Каде да ги носиме? Кој ги испрати овие? Господин Атакан, за вашата соба биле. Не, јас не можам да ги примам. Многу ви благодарам, но напразно сте се мачеле. Однесете ги назад, ве молам. Бога ми, ако ги вратиме назад, ќе изгубиме работата. Господин Атакан јасно ни го напомена тоа. Ве молам, земете го мебелот. Во тој случај, јас ќе се јавам и ќе ја средам работата. Што се случува, Ѓулен? Атакан испратил подарок за мојата соба од фабриката. Им велам дека не можам да ги примам, а луѓето велат дека не ќе можат да ги вратат. Да му се јавам на Атакан, па да ги земе овие назад. Во ред, штом веќе ги испратил, и момчињава да не се чувствуваат лошо. Ајшен, покажем каде да ги однесат. Добро, господјо. Повелете на вама. Ало, Ѓулен? Молам, Каан. Колку е часот? Се уште те нема. Како што гледам, уште од првиот денес ки вираш.
Ќе ти се расипат односите со газдите, немој да кажеш дека не сум И кажал. благодарам за вниманието, но реков дека нема да работам со вас. Добра, ајде, Ѓулен. Тоа што се случи вчера беше едно недоразбирање, знаеш. Барем ти не преувеличувај. Не сакам да бидам причина за поголем проблем. Повторно ви благодарам што мислите за мене. Но навистина вака е подобро. Ке му се јава минаата кан, но ќе можеш ли ти да му се заблагодариш во моје име, те молам? Всушност, немаше воопшто потреба за Госпогице ова. Ѓулен, додете ако сакате. Доаѓам, само секунда. Кан ме викаат. Подоцна ќе се видиме, добро? Пријатно. Пред малку и се јавив на Ѓулен. Решена е, веќе не доаѓа на работа. Ја збркаа цела ситуација. Има право. Како да дојде во вакви услови? Ти прво треба да ја средиш работата со Ѓоркем. Брат, немој и ти сега да почнуваш. Доволна е мајка ми. Жената запнала. Ми врши притисок да се извина. Нормално е ти да си загрежен за оваа ситуација, знаеш, нели? Во ред разбирам, не се чувствуваш виновен. Но навистина ли не чувствуваш жалење? А ако Ѓоркем навистина ја откаже свршувачката? Не. Каан, дали навистина си сигурен дека ја сакаш? Дека навистина сакаш да се ожениш со неа? Многу ми се измеша паметот така. Не знам што да мислам во овој момент. Затоа да не отвараме оваа тема, може ли? Патем Ѓулен ме замоли да ти се заблагодарам. Рече дека било незгодно. Ќе ти се јавела. Не разбрав зашто станува збор. Може да е за мебелот. Кој мебел? И беше потребен мебел за собата. И јас си испратив неколку парчиња од нашиот мебел. Како подарок. Да, секако. Добро си се сетил. Дојде госпоѓа Сена. Добре дојде Сена. Добре те најдов, Нихан. Здраво. Како сте? Добре, благодарам те, чекавме. Дојди, душа, седни овде. Ајшен викнија Ѓоркем. Во ред, госпоѓа. Само што ги испратив на работа и дојдов кај вас. Ај, душо, што им се случува на децата вака? Никој да не ги урочи, што ли им? Можно е, мила, на сите очите им се вонив. Што ќе правиме сега? Уште колку ни остана до свршувачката? Ај, Боже, ај. Нема толку да превеличуваш, мила. Па мала расправи, ете. Јас слушнав поинаку, господјо Леман. Ѓоркем одлучно зборувала, ама... Ете, ја ни доаѓа. Тетка Сена, добре дојде. Добре те најдов, убави се. Дојди вамо. Ајде ќе поразговараме малку и со тебе. Ајде си кажи ми што се случува. Ајшен, ке не послушиш ли? Веднаш, госпоѓа. И вие се изморивте, госпогице Ѓулен. И јас ке средам понатаму. Јас не сум навикната друг да ми ја врши работата. Ете, заедно правиме. А и како ви се допаѓа тоа што го направив? Многу убаво, госпогице Ѓулен. Многу сте способна. А и овие многу ни се најдоа, нели? Така е. Никогаш не можев да предпоставам дека оваа соба може толку да живне. Вие сте од оние што го оживуваат местото. Ај, благодарам. Ѓулен ти е сестра, Керко. А Кан, нека е жив и здрав, се обидува да й помогне. Така е, Керко, да. Кан се ангажира за неа, зашто ти е сестра. Не можам да разберам зошто ова толку ве вознемирува. Мене ме вознемирува тоа што Кан скришно прави некои работи. Што може да биде скришно од тоа? Што се? Можеше претходно да ми каже дека ќе ја вработи Ѓулен. Мислите дека е лесно да ги видам во таква состојба уште рано наутро? Секако дека не е. И ти имаш право, Керко. Ама и тие помислили да ти придадат изненадување, можеби. Како и да е, нема ништо што ќе биде причина за откажување на свршувачката. Ништо, не превеличувај толку принцеза на баба. Не се работи само за ова. Ова е само капка што ја преполни чашата. Поради тоа може да изгледа неважно за вас. А како тоа? Во последно време со однесувањето ми го крши срцето. Ми се чини дека не обрнува доволно внимание на мене. Имам потреба да знам дека сум сакана. Не можам да разберам зошто ова толку ве вознемирува.
Ако не ти сака, зошто би се свршил со тебе? Така е, Ѓоркем. Остави го тој веќе твој детски инает. Остави, Герко. Ве молам, не инсистирајте. И вие сте жени, обидете се да ме разберете. Му кажав дека ако не дојде да се извини, нема свршувачка. Ако не се извини, тоа значи дека може да се откаже од свршувачката и од мене. За тоа не можам да си го повлечам зборот. Во ред, Герко. Што ме толку важна за тебе, тогаш ќе го натерам Каан да ти се извини. Ти ветувам. Ви благодарам за разбирањето. Ајде сега јас да си одам. Имам уште некои работи да завршам, ама на брзина дојдов овде, така што останаа недовршени. Штом го решивме проблемот и... Решен ли е според тебе? Секако. Секако. Нели ти дадов збор, Керко? Ајде, ки се видиме. И ти немој веќе да си ја стегаш душата, Ѓоркем. Убаво ми дојде разговорот со вас, ви благодарам. Довидување, Сена. Ке се видиме, ајде довидување. Да ти спратиме, мила. Ама во ред, душа. Енгин, напладне ќе одам да пазарувам. Потребно е да се купи нешто и за двајцата за свршувачката. Треба убаво да се облечеме. Свршувачка? Зошто така чудно ме гледаш? Сигурно не мислиш да одиш без мене. А јас ќе можам да разговарам со Ѓулен. Не, мила. Секако, нема да одам без тебе. Ајде, јас излегувам. Да ги завршам побрзо обврските за да можам да излезам. Во ред, Се гледаме. пријатно. Што направи, Керко? Какво е ова однесување? И што направив? Мислам дека бев доволно учтива. Претера, Ѓоркем. Пред тебе е возрасен човек, не е дете. Размисли, зашто треба да ти се извини тој? Бога ми, тие треба да размислат. Јас сум внука на ценетото семејство Озум и тие губат. Нели, Леман Султано? Ти нели постојано ми велиш држи исправено главата? Ете те послушав. А и не разбирам зошто се тревожите. Ќе дојде, ќе се извини како што треба. Како и да ме фати нервоза, ќе излеза малку. Леле, дури сега сме готови. А ако Каан не дојде да се извини? Ало? Здраво, господине Јунус. Да, мајка ми спомна, сте се јавиле. И ние ќе ве побаравме. Во ред. За 1 час ќе бидеме таму. Довидување. Адвокатот не чека. Изгледа навистина е сериозна ситуацијата. Ајде да се подготвиме и да одиме. Дојди. Како ти се допаѓа? Кога стигна да купиш мебел? Кога ги направи овие? Некои работи ги донесовме од собата на мајка ми. Останатите јас ги направив, а овие ги спратил господин Атакан. Атакан? Да. Мене ми изгледа многу детски, ама секако собата е твоја. Не можам без тука ништо. Јас пак многу се израдував што е таква. Атакан брзо го открил мојот вкус. Можеше да се свати од вашата куќа на село. За ова не треба да биде гени. Јас ќе дојдев до кај тебе. Сакав да излеземе. Зошто? Им да прошетаме, им треба да купам некои работи, да ми помогнеш. Откако сум дојдена овде, не сме излегле нигде заедно. Што велиш? Добро ќе беше, ама јас веќе имам договорено средба. Мора да одам на еден роден ден на детето на мојата другарка. Друг пат ќе излеземе. Секако. Нема проблем. Кога ќе имаш слободно време? Онако те прашав, нема проблем. Друг пат. Ај ти одмори се. Си завршила голема работа. Ајде јас отидов.
Каан? Нарно нека, мамо. Ти никогаш не доаѓаш во фирмата. Бев принудена на тоа. Не може да се разговара со тебе дома. Велиш те одам на работа. Те бегаш. Барем тука немаш изговор за бегање. Мамо, повторно листата тема. Мислам дека завршивме со ова. Каан, немој да ме излудуваш, те молам, сине. Проблемот ми стои нерешен. Што сме средиле, ајде? Види, сега јас доаѓам од кај Ѓоркем, сине. Девојката од тебе очекува само едно мало извинување. Ајде, сине, извини се на девојчето. Мамо, за последен пат ти велам. Јас не сторив ништо за да се извинувам. Сине, те молам, остави го инаетот. Види, заради овој твој инает ние сите седиме на трњи. Мамо, не е проблемот во мојот инает, туку во разгаленоста на Ѓоркем. И јас нема да ја плаќам сметката за незината разгаленост. Те молам веќе да ја затвориме оваа тема. Не сакам повеќе да бидам неучлив кон тебе, мамо, те молам. Видете кој дошол. А кој ветер те донесе нааму, госпоѓо Сена? А? Дојдов да разговарам со Синтија, ма не може да се разговара со него. А и ова дете ќе ме убие, Ергут. О, па ти си станала како барут. Дојди овде, дојди. Дојди. Цени тука. Први смири се. А, што се... Не можам да се смирам. Додека не се реши ова работа, не можам да се смирам. Која работа? Па тоа, Ѓоркем и Каан се скарале нешто. Ѓоркем вели, ако нема извинување, нема свршувачка, а Каан пак запнал, нема да се извинува. Што ќе правиме ние, Ергут? И ти да разговараш со него, а? Мене веќе не ме слуша ова дете. Како дете, бе? Станал толкав маж. И сигурно дека си има приватен живот. Ова веќе не е само негов приватен живот, Еркут. Немој да го храбруваш во сето тоа. Сена, ако не сека да се извини, значи знае зошто. Може би има потреба да размисли. Зошто толку го притискаш, Сена? Сена, подобро ли ќе биде да се ожени со она што не ја сака? Ама до вчера ја сакаше. Што се измени тука преку ноќ? Ова е инает, Еркут, не е ништо друго. А и што ќе кажам јас сега на Нихан? Освен тоа, како да не знаеш, дека ако Каан не склучи добар брак, ние секогаш ќе останеме надвор од друштвото. Секогаш за нив ќе бидеме како отпосле видени. Никогаш нема да бидеш пример во клубовите во кои сакаш да бидеш. Никогаш. Аман бе. Па што ако не примат? Нами вака не е добро, госпоѓа Сена. Јас не знам за тебе, ама јас веќе не можам да живеам на овој начин. Гледај побрзо да му ги стегнеш ушите на детето. Вие, татко и син, ќе ме умрете и двајцата, дефинитивно ќе ме умре. Навистина ли е толку лоша состојбата? За жал, госпоѓо Нихан. Во овој случај мора куќата да ја ставиме под хипотека. Само така може да се задолжиме. И ова е привремено решение. Но сепак ќе добиеме во време. Да размислиме убаво за ова, господине Јунус, па ќе ви се јави мене. Секако, господи Леман. Не сакам да ве притискам, ама мора да ви кажам дека не имаме многу време. Бе, разбирам. Нема многу да потрае, ако дозволувате. Секако, секако. Пријатно. 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 Да седнеме тука некаде, Нихан. Немам сила да направам ни уште еден чекор. Многу ми е лошо. Дојде да одиме во оначе джилница, мамо. Добро. Повелете. Ке ве молам донесете ни 2 чаја. И вода. Веднаш. Кај да ја продадовме се што имавме. Ни остана уште куќата и неа ли ќе искупиме? Тоа не смееме да го дозволиме. Добро, но што ќе правиме, мамо? Има само едно нешто што може да направиме. Да ги смириме Ѓоркем и Каан.
Ако оваа свршувачка се расипе, не ќе можеме да се прибереме. Па повели, гледај што ни направи Ѓулен. Ти продолжи да ја браниш. Само продолжи да ја браниш таа девојка. Мамо, каква врска има? Немојте, молам, доволна ми е маката што ја имам. Свесна ли си ти дека за 2-3 месеца ќе останеме без пари, згора на тоа и на улица, јасно ти е? Оваа свршувачка мора да биде. Здраво, госпоѓо Нихан. Здраво. Мамо, ова е господја Фиген. Господја Фиген, мајка ми Лена. Мило ми е. Полни ми се рацете. Не можам да се ракувам, простете. Не е важно. Морам да се вратам на работа. Да не ве задржувам. Пријатно. Нели ова беше она на Енгин? Да, таа е. Кој знае дали го слушнала нашиот разговор. Била близко до нас. Ах, како не ја забележа, мамо. Ми изгледаше како да слушнала. Не ја виде како не гледаше, а? А ако му каже на Енгин? А оваа ќе дојде ли на свршувачката? Не знам, не верувам. Нихан, мораме да бидеме сигурни, мораме. Не смее да се појави на свршувачката, ако е потребно да разговаре со Енгин. Во ред, мамо. Јас на еден пригоден начин ќе му кажам на Енгин да не ја донесе. Не грижи се. Сега јас ќе си одам дома. Ти, стани, оди разговари со Енгин. Во ред, мамо. А така нутрово и пратил подарок на Ѓулен за собата. Што? Како може да го направи тоа? Овие ептен претераа. Што е наред? Ки и дадат акции од фирмата. И јас се изнервирав, душа. Ѓоркем, разговарај со сестра ти. Нека се најде друга средина. Изгледа не ме сватила добро. Нема потреба да разговарам, не грижи се. Ја полна ми Леман Султана. Наскоро ќе се замине, ќе видиш. Бори си ти, ама таа си влезе во куќата. А и наши веат им траат многу. Мислам дека наместо мене да ми се лутиш, преиспитај врската со Атакан. Значи си го оставила многу на слобода. Што уште да направам? Да одам и цел ден да му седам во канцеларија? И јас баш ќе ти кажав да направиш такво нешто. Што тоа? Немаш ли ти акции во таа фирма? Например, можеш повеќе да се ангажираш. Види, ова не е лоша идеја, знаеш? Навистина. Зошто јас не се сетив на ова? Добре дојде, бабо. Воопшто не сум добра, Ѓулен. Сигурно не си свесна за мешаницата што ни ја создаде. Ја објаснив ситуацијата на Ѓоркем. Мислам дека ме разбра. Не сакав да создадам проблем. Ама го создаде најголемиот проблем за сите нас. Свесна ли си? Каанако не се извини. Сестра ти нема да се сврши. Воопшто не ти прилега ваквото однесување. Откако толку ја јадоса сестра ти, можеш спокојно да читаш книга. Значи тебе не те засега тоа што ние го трпиме, така? Јас не знаев дека проблемот продолжува. Продолжува уште. Ако се разделат, ќе бидеш единствена причина за тоа ти. И верувај ми, додека сум жива, нема да ти простам, така да си знаеш. Ало? Каан, здраво. Здраво. Слободен ли си, може ли да се видиме? Се разбирам, може да се видиме. Да нема нешто лошо. Гласот ти е некако Ќе чуден. разговараме кога ќе се видиме, може? Добро. Каде сакаш да дојдам, кажи ми. Договорено. За еден час ќе бидам таму. Во ред, пријатно. На добро нека е. Нихан се случи нешто? Не те очекував тебе. Не, дојдов да разговарам со тебе. Во врска со Ѓулен? Така некако. Синоќ ја разговаравме со Ѓулен за свршувачката, па... И? Ѓулен... Дефинитивно не сака Фиген да дојде.
Всушност за мене не представува проблем. Ѓулен се уште не е подготвена. Не сакав повеќе да ви се расипат односите, па реков да разговарам со тебе. Добро, но и Фиген се подготвуваше да дојде. Сакала да разговара со Ѓулен. Како да ја кажам сега? Енгин, сигурна сум дека ќе најдеш начин. Фиген ќе те разбере. Ако сакаш, прво поправи си го односот со Ѓулен, а потоа ќе ги средиш односите меѓу нив двете полека. Не сакам да има некоја незгодна ситуација на свршувачката, те молам. Разбрав. Сам ќе дојдам. Не грижи се. Ти благодарам за разбирањето. Почнав да размислам дали треба повеќе да се интересирам за фирмата. А така, Не ти препорачувам. Ја ти биде задодевно малечка. Ама не ме викај малечка, Упс, во ред газдарице, не лути се. ни така не сакам. Суде е доволно. Во ред. А зошто да ми биде здодевно? И јас можам да работам. Како работат сите? Бога ми, суде, фирмата е твоја. Штом толку сакаш, што можам и јас да кажам? Ѓоркем денеска спомна некој твој подарок. Изгледа испратено одовде за Ѓулен. Чија идеја беше? Моја идеја беше. Немаше мебел во собата, па јас реков да испратам подарок за добре дојде. Во моје име и во името на семејството Аталај. Ке ви биде роднина, нели? Вистина немаше добар почеток, но кога ќе ја запознаеш, ќе сватиш дека многу си се излажала. Мислам дека е многу сладка девојка. Со време добро ќе се согласуваш со Ѓулен. Да. Не дојдов, туку долетав. Што се случи, Ѓулен? Сакав да разговарам за тоа што се случи. Многу ми е жал што сум причина за вашите нарушени односи. Ти воопшто не си виновна. Сепак се чувствувам виновна. Ако се расипе свршувачката, нема никогаш да си простам. Те молам, не ја одложувате свршувачката. Ѓулен, Ѓорке ме таа што ја сопира работата. Иако не сум виновен, чека јас да ја се извинам. Што ќе биде ако се извиниш? Добро, но јас не се чувствам должен да се извинувам. А и ти се казнуваш со тоа што не ја прифаќаш работата. Мислам дека треба да се вратиш. Навистина ли сакаш да работам со вас? Да, се разбира дека сакам. Во тој случај имам само една молба. Те молам, извини се на Ѓоркем. Каан, не знам дали ме почитуваш, но те молам. Спротивно не само што нема да работам со вас, туку и нема да биде можно да останам во иста куќа со Ѓоркем. Не сакам повторно да ја изгубам сестра ми. Само што ја најдов. Те молам, извини се на Ѓоркем. Тоа е најдобро за сите, а? Здраво! Видиш што се изнакупив. Се гледа. Велат купувањето ги прави среќни жените, ама изгледа ти си нашла големо богатство. И те како? Дознав нешто што е повредно и од цело богатство. Што е тоа, кажи, а? Од сега ќе се сменат работите. И адутите ќе поминат во мои раце. За сега толку ќе ти кажам. Многу убава. Не, душа. Не ја одложуваме свршувачката, не. А не можам да разберам од каде го измислуваат ова луѓето. Ај, па им завидуваат на младите, да. Бога ми, да. Свршувачката си е на закажаниот датум. Бидете сигурни во тоа. Ај, ние се смееме на овие зборувања. А ти благодарам многу, Хале. Довидување, ајде. Поздрав, ајде. Кана. Види каква работа ни отвори. Кана. Како што можеш да разбереш, единствената шанса да видам Ѓулен е да се свршам со Ѓорке. Да ја видиш Ѓулен? Чекај малку, Каан. Каан? Каква е оваа реченица? Толку ли те привлекува Ѓулен, Каан?
Како ќе биде сега? Не знам, нема како да биде. Не сакам да се извинувам, но пред се не сакам да ја повредам Ѓулен. Се чувствувал одговорна. Воспротивно вели дека ќе си замине, нема да остане во Истанбул. Еј, што ќе правиш? Имам ли избора, Такан? Со Ѓоркем ќе треба да се свршам. Каде е до сега Ѓоркен, Нихан? Зошто не слезе на вечера? Немала да јаде, мамо. Не била расположена. И јас завршив. Нека ви е на здравие. Керко, ништо не јадеше и ти зошто стануваш? Не бев многу гладна, мамо. Доволно беше. Одам во мојата соба. И мене нешто не ми се јаде. На здравие. Ајшен, раскрени ја трпезата. Солесно нека е, мајсторе. Добро дојде, сине. Што е, сине? Не те очекував денеска. Посакав да дојдам. Ветерот што те довел овде е очигледно силно дувнал. Да ставам чај, може би ке сакаш да поразговараш со овој старец, а? Ајде да видиме. Пак ли се случи нешто со Ѓулен, мамо? Многу беше вознемирена. Не, ништо нема ново. Може би си ја свати вината. Мамо, остави ја веќе на мира девојката. Таа не ти е непријателка. Ако оваа свршувачка се расипе, и ќе ми стане непријателка, да знаеш. Дојде господин Каан. Добро вечер. Да не ве вознемирувам. Никако, добре дојде. Повели, Каан. Добре дојде, синко. Ти си син на оваа куќа. Благодарам. Дојде да ја видиш Ѓоркем, нели? Да, ако е слободна. Секако е слободна. Ајшен, кажи на Ѓоркем веднаш да слезе долу. Во ред, господја. И ние ќе се качавме горе, да влеземе внатре, Каан. Вие слободно разговарајте. Ајде, мамо. Влези. Госпогице Ѓуркем, господин Каан ве чека долу. Добро. Кажи дека веднаш доаѓа. Аха. Добре дојде. Здраво. Рекињата се замена? Да. Не сакајќи ти го скршив срцето, ти се извинувам. Не сакам свршувачката да трпи за едно мало недоразбирање. И ова е за тебе. Каан? Немаше потреба од ова. За мене е доволно што си ја разбрал вината. Многу ти благодарам. Знаев дека ќе успеш да ме израдуваш.
Благодарам. Ајде да одиме да ја кажеме на мајка ми. Многу ќе се израдува. Да, се разбира, ти нема да кажеш ниту еден збор. Тебе ти се здрни јазикот, разбавте. До сега не сум те видел ваков. Ова изгледа е во врска со љубов си, не, а? Знам, добро е да молчиш, знам. Не сакам да те присилувам, ама мене ми изгледа дека сакаш да се отвориш. Невозвратена љубов ли? Полошо од тоа. За мене, таа е забранета, мајсторе. Јас не треба да ја сакам, знам, ама не знам што ќе направам. Може ли љубовта да биде забранета си? Може. Можело ако ја сака мојот најдобар пријател, брат ми. Енгин, никогаш досега во животот не сум пазарала толку брзо. Но денес сум имала среќа, се што ми требаше веднаш најдов. Што ти е тебе? Нешто чудно се однесуваш. Оваа работа толку многу ли е важна за тебе? Мислам на свршувачката. Ќе бидеш со толпа луѓе од кои дури и мене ќе ми биде здодевно. Ваквите собири секогаш повеќе го мачат човека. Што се обидуваш да кажеш, Енген? Кажи ми отворено. Види, мила, знам дека ти здодеа да го слушаш ова. Ама пред да ми се налутиш, обиди се да ме сослушаш. Пред да ви се средат односите со Ѓулен, да не бидете на исто место. Не можам да верувам дека го кажуваш тоа. Ако не дојдам на оваа свршувачка, значи дека не ти значам доволно. Размисли и донеси одлука. Или ќе дојдам, или повеќе нема да сме заедно. Извини, но јас веќе не сакам да се чувствувам вака, Енген. Ај утре вечер да одиме во диско. Имало забава, се затвора летниот клуб. Добро? Добро, мила. Сакам да ти кажам нешто. Што ми ја средивме ситуацијата меѓу нас. Ѓулен може да почне со работа кај нас, нели? Миличок, што бара таа во вашата фирма? Ѓулен е ветеринарка. Не чувствувај се принуден да ја дадеш работа. Барем додека најде друга работа да ја помогнеме, Ѓоркем. Напразно ја растаживме. Нели е срамота? Мислам дека и ти би сакала да ја поправиш вината. Сепак сестра ти е, нели? Добро тогаш. Само дури да најде работа. Се договоривме. Ти ќе кажеш утре да почне со работа, важи? Ајде, мила. Добра ноќ. Добра ноќ. Може да влезам? Не те вознемирувам. Кан пред малку дојде. Видиш што ми купил? Колку е убаво, нели? Навистина е многу убаво. Ти заслужуваш уште подобро. Мило ми е што ја средивте работата. Ми беше тешко што се скаравте поради мене. Не беше ти причината. Од сега ќе се однесува повнимателно, сигурна сум во тоа. Утре треба да одиш на работа. Каан ми рече да ти пренесам. Мислиш дека нема да има проблем? Не. Дури да си најдеш друга работа. Ако сакаш, може да работиш. Добро. Утре ќе одевме за свршувачката да купуваме.
Ама штом ти ќе одиш на работа, не можеш да дојдеш со нас. Ама не грижи се, ќе ти дадам еден од моите фустани. Може? Како и да е, ми се чини ист број носиме. Дојди сега заедно да ги разгледаме. Ајде. Не, ова нема да ти биде точно. Каде беше тоа? Еве го најдов. Види, јас ова боја многу ја сакам. А и тебе ќе ти прилега. Ти се допаѓа? Секако дека ми се допадна, штом тебе ти се допаднало. Многу ти благодарам. Добро, тогаш, ова ќе го облечеш. Многу ќе ти прилега. Благодарам. Мамо? Ке легнуваш? Да, мамо. Добра ноќ. Што ти ова? Ѓорке ми го даде да го облечам за свршувачката. Убав е, нели? Многу е убав, мила. Лека ноќ. Лека ноќ. Ајде, мила. Добро утро. Добро утро. Каде е татко ми? Денеска излезе рано, не појадуваше. И јас излегувам. А да јадеше нешто, сине? Не, имам работа. Ќе појадувам подоцна. Се случи тоа што го сакавте. Се смиривме со Ѓорке. Алеле, фала Богу. Браво за мојот убав син, браво. Од сега немој веќе да ме заморуваш. Во ред. Суде, а ти немаш веќе работа со Ѓулен. Се разбравме? Како ќе заповедате? Суде. Ама тој се уште ми зборува за Ѓулен. Реков, остави ја девојката на мира. И подгответе ја свршувачката. Во ред. Ќе се видиме. Колку значајна девојка? Како? Што? Ајде замолчи. Добро утро. Повторно добре дојде. Добро утро. Додека да најдам работа, ќе ме трпите. Тешко ќе биде, ама тоа е што да правиме. Видите, самите си го баравте. Вашите ќе излегуваат денеска да купат нешто за свршувачката. Може и ти да одиш со нив. Не, мојот фустан е веќе подготвен, ти благодарам. Добро тогаш, нека ти ја со лесно. Аха. Честито, нека ви е. Добре дојдовте. Честито. Добре дојдовте. Добре дојдовте. Ајде, нека е со среќа. Добре дојдовте. Се е многу убаво, господи Нихан, ви честитам. Благодарам. Многу си се потрудила овој пат, Нихан. Благодарам, мило ми е што ви се допадна. Децата изгледаат многу среќни, многу си одговараат еден со друг, нели? Да поминеме наваму. Повелете. Секако, да поминеме, повелете. Не мислев дека до толку ќе се возбудам. Ти возбуден си? Секако, како да не биде. Ѓулен денеска почнала со работа. Да. Се надавам дека овој пат нема да има недоразбирање. Дај една шанса, Суде. Каде остана нашата убавица? Многу ме интересира каква ќе биде. За кратко ќе видиш. Наглас ќе вика, не сум јас овде. Размисли и донеси одлука. Или ќе дојдам, или повеќе нема да сме заедно. Извини, но јас веќе не сакам да се чувствувам вака, Енгин.
Еве, а дојде. Ѓоркем, навистина многу си убава. Вечерва сите ќе гледаат во тебе. Ти од каде го најде овој фустан, Ѓулен? Мислев дека ќе го облечеш оној што ти го дадов. Мајка ми го купила. Ти се допадна ли? Не е лош. Мислам дека тој ја што ти го дадов е поубав. Ајде, Каан ме чека. Ова убава девојка изгледа ја познавам од некаде. Се познаваме, нели? Немој, не претирувај, Атакан. Но ти навистина прекрасно изгледаш вечерва. Благодарам. Нема на што. Да одиме таму? Прекрасно изгледате. Ти благодарам. А како сте вие? Добро дошол. Добро го предупреди Енгин, нели? Нема да ја донесе таа никаквица, нели? Биди смирена, мамо. Како да бидам смирена, Керко? Таа жена воопшто не ми се допадна. Види, таа жена никако не треба да й се доближи на Сена, никако. Мамо, напразно се вознемируваш. Фиген уште еднаш нема да се доближи до нашето семејство, не грижи се. И тоа што разговаравме ќе остане меѓу нас. Ако тоа не го сочуваме меѓу нас, значи дека се уништивме. Таа жена, ако најде прилика, секи каже на Сена, верувај ми. Колку лошо не гледаше. Што поскоро да се смират со Ѓулен, па сите нека си заминат од нашиот живот, сите. Мамо.